Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Битола ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет со предлог следниот дневен ред. Точка број 1. Предлог буџет на Општина Битола за 2025 година. Точка број 2. Предлог одлука за извршување на буџетот на Општина Битола за 2025 година. Точка број 3. Буџетски календар за 2025 година. И точка број 4. Предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2025 година. Кој е за ваквиот предложен дневен ред? Ве молам да крени рака. Констатирам едногласно. Минуваме на точките, може да си кажувате за сите заедно. Повелете. Почитувана председателке, почитувани советници присутни, ви благодарам. Накратко ќе го проследим образложението за предлог буџетот на Општина Битола за 2025 година. Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа, член 29 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и член 36 од Законот за буџети, а врз основа на насоките за подготовка на буџетите на единиците на локалната самоуправа за 2025 година од 23.9.2024 година и дополнителните насоки за подготовка на буџетите на единиците на локалната самоуправа за 2025 година од 13.11.2024 година, на денешната комисија го предлагаме предлог буџетот на Општина Битола за 2025 со следниве предлози. Со насоките за подготовка на буџетите на единиците на локалната самоуправа, Министерството за финансии не извести дека максималниот износ на сопствените приходи од основниот буџет на Општината Битола за 2025 година ќе изнесува 749 милиони денари. На овој износ се додаваат и средствата од пренесениот вишок на приходи, кои планираме да изнесува 208 милиони 917 301 динар и средствата кои Општината ќе ги добие како приходи од ДДВ за 2025 година во износ од 159 милиони денари 107 милијади 454 денари. Дополнително се планирани средства кои Општина Битола треба да ги добие по основ на склучени договори со Министерството за транспорт, Министерството за образование и Министерството за спорт со вкупен износ од 220 милиони 478 милијади 173 денари и тоа за следниве проекти. Изградба на улично осветление на улица СТУ 3, 3 милиони 112 545. Реконструкција на коловоз локален пат село Буково 10 милиони 174 789. Реконструкција на коловоз локален пат село Магарево Трново 15 милиони 452 021 денар. Изградба на коловоз на улиците Дуб за БЛР 4 14 милиони 225 336 денари. Изградба на инфраструктура улица СТУ 3 во Арама 4 19 милиони 627 446 денари. Реконструкција на коловоз на улица Панде Кајзеро 5 милиони 385 770 денари. Реконструкција на коловоз на булевар Први мај, јужната страна од реката Драгор, во спој со улиците Добривој Радосавлевиќ и улица Свети Наум. Реконструкција на улиците 11 март, Панде Николов, Козара и Чеде Филиповски во износ од 13 милиони 156 081 денар. Улично осветление на улиците 11 март и Панде Николов 1 милион 649 853 денари. Реконструкција на водоводна линија на потегот Битола село Поешево село Логоварди 23 милиони 479 684 денари. Изградба на фекална канализациона линија и атмосферска линија на улиците на Дуб за БЛР 4 150, 170 и 210, 7 милиони 848 180 денари. Реконструкција на канализација на улица Панде Кајзеро 2 милиони 599 271 денар. Изградба на канализација на улицата СТУ 3 во Арама 4 5 милиони 975 305 денари. Реконструкција на фасада на нова енергетска и ефикасна фасада во основното училиште Стив Наумов 7 милиони 681 331 денар. Изградба на Центар за спорт и рекреативни активности
Боксерски клуб 43 милиони 283.037 денари и санација на јужната трибина на фудбалскиот стадион Петар Милошевски 26 милиони 613.269 денари. Висината на основниот буџет на општина Битола за 2025 година ќе изнесува 1 милиарда 337 милиони 988.670 денари. Заедно со приходите од самофинансирачки активности, дотации, донации, вкупниот буџет на општината ќе изнесува 2 милиарди 760 милиони денари. Планираните извори на приходи за буџетот за 2025 година се следниве. Даночни приходи 593 милиони денари, неданочни приходи 193 милиони денари, капитални приходи 101 милион денари, трансфери и донации 1 милиарда 871 милион денари. Од следнава табела се заклучува дека најголем процент ќе имаат трансферите и донациите со 67,8%, потоа следат даночните приходи со 21,52%, неданочните приходи со 7%, капиталните приходи со 3,68%. Од даночните приходи го имаат следниот распоред. Тие се во износ од 593 милиони денари и го имаат следниот распоред. Данокот од доход со 79 милиони денари, данокот на имот со 167 милиони денари, даноците на специфични услуги 323 милиони денари, такси или дозволи за вршење на дејност со 23 милиони денари. Кај структурата на даночните приходи може да се забележи дека неголемо учество ќе има данокот на специфични услуги или уредувањето на градежно земјиште со 54,52%, данокот на имот ќе учествува со 28,13%, данокот од доход со 13,43% и таксите или дозволи за вршење на дејност со 3,92%. Структурата на неданочните приходи во 2025 година е следнава. Глоби, судски и административни такси 3 милиони денари, такси и надоместоци 150 милиони денари, други неданочни приходи 39 милиони денари. Кај неданочните приходи неголемо учество имаат таксите и надоместоците со 77,88%, следат другите неданочни приходи со 20,57% и глобите, судски и административни такси со 1,55%. Капиталните приходи ја имаат следнава структура. Продажба на капитални средства 30 милиони денари и продажба на земјиште и нематеријални вложувања 71 милион денари. Кај капиталните приходи, приходите од продажба на општински имот ќе имаат учество со 29,56%, додека продажбата на земјиштето со 70,44%. Во делот на трансферите од други нивоа на власт имаме најголем износ од 1 милиарда 871 милион денари. Во истите спаѓаат покрај тоа што доминира дотациите од буџетот на Република Македонија за остварување на надлежностите во основното образование, средното образование, социјалната, детската заштита и противпожарната заштита. Покрај нив, тука спаѓаат и средствата кои ќе се добијат од фондот за патишта со 10 милиони 927 илјади денари, средствата од дотација од ДДВ 159 милиони денари и пренесениот вишок на приходи кои планираме да изнесува 208 милиони денари, како и средствата добиени по основ на склучени договори со Министерството, рековме, за транспорт, спорт и образование во износ од 220 милиони денари. Во донации од странство планирани се средства за финансирање на проекти кај основните средните училишта од програмата Еразмус Плюс и проекти на општината како што се Смарт за ТБ2, креирање на можности и други. Вкупно планираните расходи на општината Битола за 2025 година ќе изнесуваат 2 милиарди 760 милиони денари и тоа со следнава класификација. За плати, наемнини на доместоци на вработените 1 милиарда и 300 милиони денари, резерви и недефинирани расходи 1 милион и 700 илјади денари, стоки и услуги 528 милиони денари, каматни плаќања 2 милиони и 700 илјади денари, субвенции и
трансфери 163 милиони денари, социјални бенефиции 5 милиони денари, капитални расходи 742 милиони денари и отплата на главницата 14 милиони 500 илјади денари. Од планираните буџетски расходи, учеството на капиталните расходи е со 26,92%. Стоките и услугите ќе учествуваат со 19,16%, платите во кои спаѓаат и платите на училиштата, Старскиот дом, Зоолошката градина, на вработените во општинската администрација со 47,12%. Социјалните трансфери, во најголем дел се офаќаат трансферите до невладини организации, спортски клубови, ќе учествуваат со 5,94%. Социјалните бенефиции со 0,18%, резервите и недефинирани расходи со 0,06%, каматните плаќања со 0,10% и отплатата на главницата со 0,52%. Планираните буџетски расходи се делат според класификацијата на тековно оперативни и капитални. Во тековно оперативните расходи доминираат расходите за стоки и услуги со 26,22%, платите на доместоците со 64,47%. Кај платите на доместоците имаме за основни плати 904 милиони денари, придонеси 353 милиони денари и на доместоци 42 милиони денари, или вкупен износ од 1 милиарда и 300 илјади денари. Кај резервите имаме постојана резерва од 1 милион и 500 илјади денари и тековни резерви 200 илјади денари. Стоките и услугите ќе учествуваат во вкупниот буџет со 19,16% и се однесуваат на следниве расходи. Патни и дневни расходи 14 милиони денари, комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт 148 милиони денари, ситен инвентар, алат, други материјали за поправки 65 милиони денари, поправки и тековно одржување 132 милиони денари, договорни услуги 108 милиони денари, други тековни расходи 34 милиони денари, привремени вработувања 25 милиони денари. Каматните плаќања се офаќаат 0,10% и се за плаќање кон кредитот на општина Битола во висина од 2 милиони 700 илјади денари. Субвенциите и трансферите учествуваат со 5,94% од вкупните расходи во буџетот и се однесуваат на следниве износи. Субвенции за јавни предпријатија 4 милиони 452 илјади денари. Трансфери до невладини организации 67 милиони и 500 илјади денари. Разни трансфери 90 милиони 535 илјади денари. Исплата по извршни исправи 1 милиони 400 илјади денари. Социјалните бенефиции офаќаат 0,18% или во износ се 5 милиони денари. Отплатата на главницата офаќа 0,52% од вкупните расходи и изнесува 14 милиони и 500 илјади денари. Капиталните расходи, кои во најголем дел се однесуваат на изготвување на проекти за изградба на улици, патишта, водоводи, канализација во урбаниот дел и руралниот дел на општината, офаќаат уштета, исто така влегуваат тука и купување на мебел, опрема. Овие расходи се во функција на подобрување на јавните услуги и подобрување на инфраструктурата и тие во вкупниот буџет ќе учествуваат со 26,92%. Имаме купување на опрема и машина 24 милиони денари, други градежни работи 676 милиони денари, купување на мебел 11 милиони денари, вложување на финансиски средства 30 милиони денари, купување на возила 300 илјади денари. Финансирањето на активностите во буџетот на општина, во предлог буџетот на општина Битола за 2025 година по програми е следнава. Програмата Совет на општина Битола ќе се финансира во износ од 25 милиони 553 илјади денари.
Програмата А1 изборни активности ќе се финансира со средства од 5 милиони денари. Програмата градоначалник со средства во висина од 4 милиони 801 илјади денари. Програмата местна самоуправа со 1 милион и 300 илјади денари. Програмата општинска администрација со 253 милиони денари. Програмата капитални трошоци на општината со 5 милиони 860 илјади денари. Програмата урбанистичко планирање со 10 милиони и 200 илјади денари. Поддршката на локален економски развој, програмата Г1 ќе се финансира со средства во висина од 20 милиони 591.820 денари. Во оваа програма во колоната донации испланирани се средства за реализација на проектот креирање на можности за сите во износ од 2 милиони денари. Програмата поттикнување на развојот на туризмот Г2 ќе се финансира со средства во висина од 5 милиони денари. Во колоната донации во оваа програма планирани се средства за реализација на тековно оперативните расходи на проектот Смар за ТБ2 и Смар Култур во износ од 5 милиони 65.289 денари. Проектите за енергетска ефикасност, програмата ГД ќе има финансирање во износ од 282.000 денари за подготвување на проекти и за реконструкција на капацитети во енергетиката 3 милиони денари. Јавното осветление или програмата Ј3 ќе се финансира, се планираат средства во износ од 59 милиони и 500 илјади денари. Јавната чистота е планирана да се реализира со средства во висина од 20 милиони денари. Програмата Ј5 јавен локален превоз на патници, каде е предвидено и субвенционирање на јавното меѓуопштинско предпријатие, планирана е сума во висина од 2 милиони 452.123 денари. Програмата Ј6 за одржување и заштита на локални улици и патишта и регулирање на режимот на сообраќајот ќе се финансира со средства во висина од 34 милиони 525 илјади денари. Програмата Ј7 одржување и користење на паркови зеленило планирана е да се финансира со средства во висина од 30 милиони денари. Програмата Ј8 други комунални услуги. Во оваа програма се планираат тековни оперативни расходи за дезинфекција, деретизација во износ од 1 милион и 500 илјади денари. Исто така во оваа програма се планирани субвенции за јавното предпријатие Пазари во висина од 2 милиони денари и тековни оперативни трошоци за реализација на програмата за хуман третман на животните преку јавното предпријатие Комуналец во износ од 10 милиони денари. Во оваа програма, планираните вкупни средства се 13 милиони 500 илјади денари. Програмата Ј.А. изградба на јавно осветление ќе се реализира со средства во висина од 1 милион 250 илјади денари. Програмата Ј.Д. изградба и реконструкција на локални улици и патишта предвидува да се реализира со средства во висина од 68 милиони денари и тоа за подготвување на проекти за улици и патишта 18 милиони 326.883 денари и 20 милиони 890.830 денари за изградба и реконструкција на улици, како и 29 милиони 220.000 денари за експроприација. Во колоната донации во оваа програма планирани се средства за капитални расходи за проектот Смар за ТБ2 во износ од 25 милиони 404.619 денари. Следи програмата Ј.Ф. за изградба на сообраќајна сигнализација, каде се планирани средства во висина од 3 милиони 150 илјади денари. Програмата Ј.Г. изградба на системи за водоснабдување се планира да се реализира со средства во висина од 3 милиони 370.943 денари, од кои средства 551.845 се за подготвување на проекти за водоснабдување, а 2 милиони 819.098 денари за изградба и реконструкција на капацитети за водоснабдување. Програмата Ј.И. е наменета за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води или кај нас
Поточно речено, за атмосферска и фекална канализација, предвидени се во оваа програма средства во висина од 9.898.582 денари, и тоа за подготвување на проекти за атмосферска и фекална канализација 4.118.582 денари, а за изградба и реконструкција на атмосферска и фекална канализација 5.780.000 денари. Програмата JL други комунални услуги, капитални расходи ќе се финансира, се предлага да се финансира со средства во висина од 27.642.508 денари, и тоа средства за подготвување за проекти за други објекти во висина од 14.842.508 денари и 4.800.000 денари за изградба и реконструкција на други објекти. Во оваа програма планирани се средства и за надзори над изградбата во висина од 8 милиони денари. Во колоната донации планирани се средства за реализација на проектот Смар за ТБ2 во износ од 263.117 денари за исто така за надзор над изградбата. Следуваат програмите на буџетските корисници. Програмата К3 музејска и кинотечна дејност ги опфаќа следниве установи. Платите на вработените и тековно оперативните расходи во зоолошката градина се планираат од блок дотација од Министерството за култура во износ од 14 милиони денари. За останатите активности зоолошката градина ги користи средствата од самофинансирачки активности, за кои достави финансиски план до општината, и се планирани средства во висина од 1.487.000 денари и 3.950.000 денари ќе користи од буџетот на општината. Установата КИЦ планира средства од самофинансирачки активности во износ од 6.085.000 денари и средства од буџетот на општината се планирани да користи во износ од 16 милиони денари. Програмата К4 културни манифестации, каде што се реализира програмата за култура за 2025 година, е планирана со средства во висина од 16.050.000 денари. Програмата К културни манифестации и творештво, капитални трошоци, има испланирано средства во колоната самофинансирачки активности за капитални расходи на зоолошката градина во износ од 25.000 денари и 50.000 денари од сметката на буџетот на општина Битола. Програмата ЛО спорт и рекреација се планира да се реализира со средства во висина од 64 милиони денари. Програмата ЕЛА спорт и рекреација капитални трошоци, во рамките на оваа програма следат средства за купување на спортски реквизити за училиштата во висина од 500.000 денари. Програмата Основно образование, која што ги опфаќа платите на вработените во основно образование и на доместоците, како и материјалните трошоци, ги има следниве планирани износи. Во колоната буџет на општината за основно образование планирани се средства во висина од 30 милиони денари. Училиштата ги користат своите средства од самофинансирачки активности во висина од 8.437.800 денари. Исто така користат блок дотација од Министерството за образование во висина од 632.743.000 денари. Во колоната донации предвидени се средства во висина од 6.653.900 денари за реализација на проекти кај основните училишта Даме Груев, Коле Канински, Климент Охридски и други училишта. Во делот на програмата Н2 средно образование, во буџетот на општина Битола нема планирано средства. Тие си планираат средства од самофинансирачки активности и од блок дотации. Во делот на самофинансирачките активности имаат планирани средства за реализација на нивните активности во висина од 11.928.700 денари. Од блок дотациите се финансираат платите и тековното одржување на училиштата со средства во висина од 389 милиони денари. Во колоната донации се предвидени средства за тековно оперативни расходи во висина од 7.314.250 денари за реализација на проекти кај средните училишта Таки Даскало, Јане Сандански и други.
Во програмата ЕНА капитални расходи за основно образование имаме планирано средства во капитални расходи кај самофинансирачките активности на основните училишта во износ од 2.442.000 денари. Капиталните расходи за средно образование се со вкупен износ од 120.000 денари и во делот на донациите, а во делот на колоната на самофинансирачки активности се планирани средства во износ од 5.112.000 денари. Програмата за заштита на животната средина и природа се планира да се реализира со средства во вкупен износ од 9 милиони денари, додека програмата за заштита на животната средина и природа капитални расходи со средства кои ќе ги добие од Министерството за животна средина од надоместокот за фосилни горива во износ од 8.917.301 денар. Детските градинки како корисници исто така користат блок дотација од Министерството за труд и социјална политика. За 2024 година ќе добијат дотации во висина од 144 милиони денари, наменети за платите на доместоците од плати и тековно оперативните расходи. Планираните средства од самофинансирачки активности изнесуваат 68 милиони 150.000 денари, за начинот на користење си доставија финансиски планови. Во колоната донации кај детските градинки предвидени се средства за донации во висина од 360.000 денари за донации кои треба да ги добие детската градинка Естре Овадија Мара. Капиталните расходи на детските градинки предвидени се во програмата ВА и таму во делот на сметката самофинансирачки активности имаат испланирано средства во висина од 18.540.000 денари. Домот за стари лица како буџетски корисник ќе се финансира со средства од самофинансирачки активности во висина од 27.770.000 денари, додека блок дотацијата која добива од Министерството за труд и социјална политика ќе изнесува 20.133.000 денари и се наменети за плати на вработените и тековно одржување во домот на стари лица. Во колоната на буџет на општина Битола за домот за стари лица предвидени се средства во износ од 5 милиони денари за тековно оперативни расходи. Програмата ВБ капитални расходи за домот за стари лица има планирано средства во висина од 160.000 денари во сметката за самофинансирачки активности. Противпожарната заштита ќе се финансира од сметката за дотации и од буџетот на општината. Во сметката за дотации планирани се и добиени се средства во висина од 24.700.000 денари, додека во буџетот на општината планирани се за финансирање на противпожарната единица средства во висина од 30.235.080 денари. Во капитални расходи на противпожарната заштита планирани се средства во висина од 127.000 денари за купување на опрема. Програмата Родова еднаквост е планирана да се реализира со средства од 1.600.000 денари. Следат плановите за програма за развој. Плановите за програма за развој или развојната програма содржи 94 проекти во општината Битола за 2025 година. Во тие 94 проекти се со вкупен износ од 543 милиони денари, 636.550 денари, за 2026 година се 815 милиони денари и за 2027 година се 269 милиони денари. Исто така, како задолжително при изготвувањето на буџетите имаме правење на проекции за буџетите за 2026 и 2027 година и според истите проекции во 2026 година буџетот би бил проектиран на 3 милиарди денари, а додека за 2027 на 3 милиарди 174 милиони денари. Во предлог буџетскиот календар за 2025 година се планирани
Значи, активностите кои што се спроведуваат во оделенијата или во секторот за финансиски прашања со цел да се донеси буџетот, и овде ги започнуваме активностите од месец декември, па месец април имаме министерот доставува до владата стратегија, септември месец имаме министерот за финансии доставува буџетски циркулар со насоки до општините. Во месец октомври градоначалникот општинските буџетски корисници ги доставува главните насоки за изготвување на финансиските планови. Во месец ноември имаме планирано општинските буџетски корисници да ги достават своите финансиски планови до градоначалникот за наредната година заедно со образложение. Во месец ноември имаме планирано организирање на буџетски форуми со предлози и препораки од страна на граѓаните. Во месец ноември исто така имаме разгледување на нови барања и предлози и давање на насоки од страна на градоначалникот. Во месец ноември градоначалникот ги разгледува и одобрува предлог буџетот и подготвен од страна на оделението за буџетска координација, и во месец декември се доставува предлог буџетот до Советот на општината на разгледување. Во месец декември исто така се води расправа по телата на Советот на општината и на крајот на декември би требало да се донесе буџетот на општината за наредната година. Буџетот за општината за наредната година започнува да се реализира со почетокот на новата буџетска година. Исто така имаме доставено и предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2025 година. Таа останува иста како и претходните години. Член 1, вредноста на бодот на платите на државните службеници изнесува 81,60 и оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во службен гласник на општина Битола, ќе се применува со исплатата на платата за јануари 2025 година. И останува уште предлог одлуката за извршување на буџетот на општина Битола. Во предлог одлуката следат повеќе членови. Член број 1, буџетот на општината Битола за 2025 година се состои од основен буџет, буџет самофинансирачки активности, донации, дотации, заеми. Извршувањето на буџетот ги опфаќа на платата, евидентирање на приходи и други приливи во согласност со законот и планот на приходите, како извршувањето на плаќањата во согласност со одобрените средства. Корисниците на средствата се должни утврдените средства од буџетот да ги користат наменски, рационално, економично, како и ефикасно и ефективно, со цел да се реализираат целите на буџетските програми. Понатаму расходите утврдени со буџетот се со максимални износи над кои локалните јавни установи не можат да превземат обврски. За да се преземат обврски, Советот мора пред Советот да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на други расходи со сразмерен износ. Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи во буџетот, доколку во текот на годината има отстапувања, се предлагат измени и дополнувања до Советот. Потоа следува членовите каде што се предвидени пренамената и проширувањето на буџетот. Буџетските корисници за самофинансирачките активности изготвуваат своји годишни планови. Исто така буџетските корисници изготвуваат и годишни финансиски план за користење на средствата по квартали. Буџетските корисници во рок од 15 дена по истекот на месецот доставуваат месечни извештаи со образложение за нивните финансиски планови, како и квартални извештаи. Градоначалникот исто така до Советот доставува квартални извештаи по завршувањето на секој квартал. Следи членот 12, каде што се предвидени месечните надоместоци за советниците. Членот 13 ги опфаќа правата и обврските на вработените, исплатата на платата на вработените во општинската администрација. Членот 14 го опфаќа исплатата на средствата за надомест или регрес за годишен одмор по колективен договор. Вработените членот 15
ги офаќаат исплатата на вработените и на сите останати лица околу дневниците за службено патување, исто така членот 16 за исплата на дневниците за патување во странство. Членот 17 се однесува на правата по случај на боледување подолго од 6 месеци, каде се планират во кои ставки во програмата Совет на општина, во програмата Општинска администрација се извинувам, во ставките 464.990, а додека кај буџетските корисници, кај нивните соодветни програми. Членот 18 го фаќа правото за исплата по основ на смрт на член на вработен и смрт на потесно семејство, кој што исто така се врши согласно одредбите на општиот колективен договор во јавниот сектор, и тие средства се планираат во ставката 464.990 разни трансфери, програмата Општинска администрација, додека кај буџетските корисници во нивните соодветни програми N1 основно образование, N2 средно образование, V1 детските градинки, V2 Старскиот дом, К3 музејска и кинотечна дејност. Членот 19 офаќа исто така исплатата на отпремнината или заминувањето во пензија, која се планира во ставката 464.940 во програмата Општинска администрација и на истата ставка кај буџетските корисници во нивните соодветни програми. Членот 20 офаќа висината на благајничкиот максимум. Членот 21 офаќа користење на средствата од резервите. Членот 22 средствата утврдени во буџетот и распоредени по одделни програми и подпрограми ги извршува градоначалникот на општината. Членот 23 офаќа начинот на вработување на лицата во општинската администрација во локалните јавни установи, и членот 24 исплатата на платите во општинската администрација и кај буџетските корисници. Членот 25 укажува на начинот на погрешно уплатени средства или повеќе уплатени средства, дека се врши поврат на погрешно или повеќе уплатени средства со решение од страна на градоначалникот. Членот 26 исто така ги офаќа средствата за јубилејни награди кои што се исплаќаат од програмата Е0 Општинска администрација, исто така од расходното конто 464.990 врз основа на решение донесено од градоначалник согласно колективниот договор на ниво на работодавач, додека кај локалните јавни установи исто така се исплаќа од истата ставка, само од сметките за блок дотации или сметките за самофинансирачки активности во согласност со тоа како ги имаат истите испланирано во нивните програми за основно образование, средно образование, детски градинки, Старскиот дом и музејска и кинотечна дејност или зоолошката градина. Буџетот на општината се извршува од 1.1.2025 до 31.12.2025 година и ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето. Со ова се исцрпени сите точки кои беа планирани од наша страна. Ви благодарам. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Павле Карлевски. Ви благодарам, председателке. Сакам да ги запрашам неколку прашања и ќе одам со ред. Данок од доход од добивка од капиталните добивки од 77 милиони на 79. Значи некои 2 милиони денари од кои капитални добивки тука се смета? Ако мислите во приходниот дел? Во приходниот дел, заради зголемувањето на платите, значи, знаете, заради зголемување на платите, на минималните плати и во приватниот сектор и во државниот сектор, имаме поголема наплата, а со тоа државата, значи, и во рамките на таа поголема наплата и поголем дел трансферира до општините, според соодветниот дел што ни е наменет за општините. За ова година, ќе видите во четвртиот квартал, веќе имаме и надминување на тој дел заради зголемување на платите, и затоа се водевме од тој податок, затоа и така ги испланиравме тие средства.
Во однос на даноците на имот, значи имаме зголемување во приходната ставка одма под него уште над 100 милиони денари. Станавме на она препорака што беше од централната власт дека треба да се покачи ставката на имот или имаме нешто друго? Имаме поголема наплата, да ви кажам, во последниот квартал пуштавме опомени и со начинот со новиот софтвер што го воведовме за електронска наплата, извршивме голема наплата на голем дел од кај граѓаните, посебно од граѓаните кои што живеат во странство, а немаја можност да повеќе години да доаѓаат и да си ги платат своите даноци, преку тој систем за електронска наплата успеа да си ги платат долговите кои што ги имаја за повеќе години. И за да биде појасно за јавност, имаме уште даноци за специфични услуги, повторно ше за 100 милиони. Што, например, специфични услуги? Во даноците за специфични услуги имаме повеќе. Најмногу имаме тука надоме за уредување на градежно земјиште и во самото образложение кажавме дека имаме заради потребата на граѓаните од и одобрување, земење на одобрение за градба, имаме поголема наплата кај надоместокот за уредување од градежно земјиште. Еворите сега во даночните приходи, значи се што можеме да им земеме на граѓаните, му земаме, ама такси на доместоци. Од 129 милиони на 15 милиони. Намалување за 110 милиони приходи. А таксите на доместоците, ако ги видите, значи кај таксите на доместоците од класата 723, најголем дел од нив се наменети за кај буџетските корисници и се испланирани во колоната приходи од самофинансирачки активности. Бидејќи јас кога зборував сега во образложението, зборував за вкупниот буџет и тие се најповеќе испланирани значи кај буџетските корисници. Тие ова година сметале дека најверојатно дека помалце ќе имат приходи по тој основ, затоа може би имаат и помалку. Или зборуваме за таксите на доместоците? Да, за такси на Таксите доместоци. од 129 милиони На денари, 15 милиони, значи збораме за кај нашиот буџет се 15 15, милиони. а кај буџетските корисници се 135 милиони денари. Или вкупно се 150. 129 милиони биле минатата година. Минатата. Затоа споредувам што е Ние предвидено. во овој дел, во такси на доместоци, овде имаме само приходи од закупнина на општински имот, која лани била 10 милиони, годинава е 15 милиони денари. Сите останати трошоци, еве ќе ви ги набројам кои спаѓаат во овие такси на доместоци. Такси за дипломи и сертификати, такси за запишување, такси за испити, за други образовни такси, целодневна и прешколска грижа, на доместоци за образци за учениците, други помошни, сите се однесуваат на буџетските корисници во главном од делот на образование, основно и средно образование, но има и дел, еве, например, приходи од билети за културни манифестации, кои ги наплаќаат, да речам, установата КИЦ, потоа имаме услуги за сместување кај домот за стари лица, и тие исто така имаат закупнини од објекти кои што ги издаваат. Во ред. Сега, многу драстична размена има во продажбата на капиталните средства од 3 милиони денари на 30 милиони. Значи имаме зголемување. Што ќе продаваме? Значи, од одделението за управување со имотот на општината, при изготвувањето на буџетот добивме информација дека ќе се врши продажба на општински имот и продажба на земјиште, дека се уште општината има имот кој може да го продава и земјиште. И според нивната проценка, значи од прилика дека ќе имаме приходи од продажба на општински имот во висина од 30 милиони денари, а за неизградено земјиште 20 милиони денари. Во делот на билансот на расходи, значи во 406 програмата, значи субвенции и трансфери, 467 до јавните предпријатија, пошто постојано се занимаваме со нив. Минатата година сме били на некои 16,6 милиони, сега 4,4. Да. Сега За имавме 4 пати намалување. Да.
Минатата комисија, ние баш од секторот за финансиски прашања образложивме дека ова година субвенции во овој предлог буџет имаме само за две, и тоа меѓуопштинското предпријатие за превоз Пелалинк во висина од 2 милиони и нешто илјади денари и 2 милиони денари за јавното предпријатие Пазари. Само за тие две јавни предпријатија во овој предлог буџет има планирано субвенции. А ланската година имавме за повеќе јавни предпријатија. Сега кој сме кај меѓуопштинското, пошто спомнавате во програмата Ј5 локален превоз, се предвидени 2,4 милиони денари за учество. Значи сега ова ќе биде за учениците, ќе биде субвенционирање. Имавме и, ако се сеќавате, уште во првата така година донесување одлука за субвенциониран превоз на пензионерите во вторник и петок, кој што натаму не се реализира, или за граѓаните, значи за општо. Минатата комисија беше дојде на директорката, мислам тука образложи, кажа дека бидејќи е ново меѓуопштинско предпријатие и таа си има направено своја финансиска конструкција, според таа финансиска конструкција, трите општини треба да учествуваме со субвенции во трошоците, и тоа општина Битола учествува со 60%, а Могила и Новаци, општина Могила и општина Новаци со по 20% за субвенционирање на трошоците. И таа има образложение во незината програма. Добро, во однос на кредитот кој што го земаме од, бидејќи овде имаме биланс на расходи кој што ќе ги земаме през приходи од други нивоа на власта, биле 1.829.166, сега 599 милиони. Значи тука не влегуваат овие што ќе ги земеме од државата? Така, колку што ве разбав, кредитот е оне од Светска банка што го користевме за Арама. Тоа е од платата на кредитот е за неа. А инаку овие 220 милиони се средства што ќе ги добиеме од владата за капитални дотации. За капитални дотации. Да, во делот на расходи, например, капитални расходи, купување на опрема и машини од 30 милиони намалваме на 8 милиони. Значи планот е драстично за 3 пати намален, а за други градежни објекти имаме од 500 милиони на 637. Тука најверојатно се планират тука се тие 137. Сега кога збораме за таа работа, едно што не ни е јасно, мислам и мени на граѓаните, кредитот од државата иде на општините. Општината е гарант само, јавните предпријатија плаќаат каматата, бидејќи рековте дека ќе биде со 0,52 ако Вака, значи овие средства ние не ги добиваме како кредит. Државата, значи буџетот на Република Македонија е едно како ги зеде тие средства, кај нас се дават како неповратни, значи како финансиска поддршка на општините се даваат средствата. Од 220 ние немаме обврска да ги враќаме. Од јавното предпријатие вчера кога зборававме со Нискоградба и со Водовод, века дека на квартал по 2% од тоа што ќе го добиват со договорот со банката, бидејќи аванс веќе му даваме. Вчера донесовме. Ако се сеќавате, во последниот ребаланс имавме можност од овие договори со владата за капитални трошоци, значи да можеме да искористиме за одредени проекти 20% аванс да му платиме на некој од операторите, доколку успееме да ги направиме тендерите, да се склучат договори со операторите, да се обезбедат авансни фактури и да му се платат аванси. Ние во тој краток период не можевме да распишеме за никој огласи, мислам тендери, исклучиво можевме само да склучиме договори со нашите јавни предпријатија, Нискоградба и Водовод, по член 24 Законот за јавни набавки, исклучиво за нив можевме само да побараме аванс. Авансот треба да го искористиме ова година. Вкупниот износ на авансот за двете јавни предпријатија, Нискоградба има 4 проекти, а Водовод има 1 проект, е 9.975.000 денари и тие во овој предлог буџет за 2025 не се влезени, бидејќи се смета дека ќе се искористат во 2024 година. Добро. И во програмата овде ќе што зборувате за во конечното образложение за буџетот кај што одите таксативно по програмите, значи тековно оперативни расходи, зборуваме, мислам и натаму по програми, например, во делот на програмата за спорт,
Вчера кога одржавме седница беше 80 милиони денари, овде се вели дека е Се 64. Значи програмата за спорта која разгледате, средствата во програмата за спорт се распределени во повеќе програми. Во програмата Л0 се 64, во програмата А0, кај што има трансфери до спортски здруженија, таму имате уште, сега да видам само уште колку, значи во повеќе програми ви се поделени. Во програмата за спорт имате користење на повеќе програми. Не е само програмата Л0, туку имате во А0 програмата, сега ќе ви кажам, то се трансфери до спортски здруженија и до физички лица, спортисти со видни резултати. Тие се во А0 програмата. Сега ќе видам во програмата, мислам дека 1.600.000 се за правни лица, 900.000 само ќе морам да проверам. Да не зборувам на памет. Така. И таму имате, значи, имате и во ЕА програмата купување на столчина за спортската сала, па имате во програмата за градоначалник и таму му имат планирано средства за до спортски здруженија. Во повеќе програми се поделени и вкупно се 87 како што рековте. Да, 80 и нешто милиони беше така. И има уште една работа што на пример, уште две работи кои што сакам да ги прашам. Само да најдам, точно беше реконструкција, збораме за реконструкција на спортска сала во Бистрица, која што според планот за исплаќање се зборуваат за 600.000 евра. Ако споредиме реконструкција на фасада на цело училиште Стив Наумов е 8 милиони денари. 120.000 евра. Сега не е... Извинете, ама тука нема да можам да ви дам одговор. Не сум ни градежник. Едната е, значи, Не, за Бистрица... се работи за енергетска фасада, Значи во имаме основното училиште санација Стив на Наумов, кров, имаме... а другото е кров. Кров. Само менување на Да, кров. ЛАЦ 39, реконструкција на кров на спортска сала во село Бистрица. Так. 2025 имаме 17 милиони за прика 6, а во 2026 20 милиони или 37 милиони, нешто над 600.000 евра, само за кров, реконструкција за кров. Бескровна конструкција. А другото е фасада енергетска за цело основно училиште Стив Наумов. 8 милиони. Че зборуваме разлика од 3:1. Па таа е училишна. Ве молам само на микрофон зборајте, од иџабе зборате, не се слуша. Не знам во тоа школу колкава би требало да биде фасадата. Кај мене, јас и прошлиот пат дадов голема забелишка за тоалетите во Колеканински. Да, уште стојат 100.000 евра, со 8 милиони денари. 120.000 евра. Заради тоа што, еве гледаме дека нелогично е фасадата на Стив Наумов да биде колку тоалетите видите, во Колеканински. Во Колеканински. Или изградбата на велосипедските патеки е 26 милиони денари, на 5 километри велосипедски патеки, а кровот е 37 милиони. Не знам што има предвидено, не можам да коментирам. Во сумите, Значи, колега, немате збор. Ама има збор кој ќе заврши, ќе ви дам. И уште една работа е последна за ова засега, значи 10 милиони денари за хуман третман за животните. Значи вчера разговаравме во делот во таа програмата, вика 10 милиони денари, вика ние планирано буџетирање, ова го парафразирам од програмата на јавното предпријатие Комуналец, кај што вика ние ќе ги имаме од буџетот на општина Битола, од предпријатието, донации и така натаму кредитни извори согласно законот, вика за 2025 околу 10 милиони денари за 700-750 единки. А дополнително, овој трок општината ќе одели средства за функционирање на прифатилиштето. Значи, ако планират 700 единки, 10 милиони денари, то би дошло по 14.000 денари од единка.
По овие кои што се распрашав, јас не сум професионалец, околу 4.500 денари до 6 е стерилизацијата, бидејќи таков е принципот. Значи, фати го, стерилизирај, вакцинирај, таму не знам, 10 евра уште, значи околу 9.000 денари, 8-9.000 денари. Сега вика дополнително општината ќе делува средства за функционирање на прифатилиштето. Ние ќе ги пуштаме, имаме негде предвидени за јавните предпријатија, бидејќи пред малку зборавме дека ќе ги намалиме субвенциите. Значи во делот на ова што ви кажав, на делот на расходи кон јавните предпријатија. Дека ги намалваме за 4-кратно. А овие велат дека ќе добиваат дополнителни средства за хачико, за животните. Само 10 милиони денари се предвидени за хуман третман на животните, за Само таа 10 програма. милиони Само денари. 10 милиони. Добро. Благодарам. Повелете, колешке, отпреки имаше екранато рака, колешката, извинете. Повелете. Овие проекти кои ги зборуваме сега, јас стварно не знам каков е проектот и што би требало, меѓутоа според сумата на двата посочени проекти кои ги дискутираме, за мене нешто нелогично или треба да не е направена техничка грешка да се види, затоа што, извините колега, подсетете ме колку вкупната беше сума за реконструкција на кровот? Реконструкција на кровот вкупно е 37,6 милиони денари. Тој во превод 500.000 евра? 600.000 евра. 600.000 евра, значи во просек да ставиме да биде 50 евра, што нема шанса да биде ни 50 евра од квадрат, тоа е, зборуваме за страшна квадратура, не сум сигурна, ако нема и измена на кровна конструкција, дали 500.000 евра во принцип е квадратура од 800-900 квадрати одново да се изгради објект целосно. За спортска сала не кошташе 350.000 евра. Може да си проверат да не се работи за некаква техничка грешка. Во ред. Повелете, Бојковски. Благодарам, председателке. Во меѓувреме дури разговараа колегите дали било кров и дека биле многу пари. Значи се работи за комплетно изградба на нова спортска сала во Бистрица. Договорот е јавно објавен на електронскиот систем за јавни набавки, каде што е предложена и предмер пресметката за изведување на градежно занетчиски работи. И тука е предвидено градежно занатски работи, електрични инсталации, термички инсталации, водовод и канализација и ПП уреди и опрема. Односно, предвидено е, согласно предмерот кој што е достапен јавно, предвидено е комплетно рушење на објектот, изградба на нов објект, фасада, се што е пропратно да имаме нова спортска сала во Бистрица. Овде имаме неколку пати разговарано по однос на таа тема за спортската сала во Бистрица. Очигледно некој сакаше да го спинува тоа, што не е добро да се дезинформираат граѓаните, бидејќи советот треба да служи за навремено и точно информирање на граѓаните. Ви благодарам. Благодарам, колега. Повелете. Почитуван представник од општина Битола, бидејќи заменик градоначалник има точни информации, сменете си го реконструкција на кров. Напишете изградба на нова спортска сала. Оти јас ова не го напишав. Спинување кога кажувате нешто неточно. А овде стои ЛАЦ колега, отвори си ги материјалите, 39, реконструкција на кров на спортска сала во село Бистрица. И пошто не читате, подолу пуши реконструкција на 10 спортски игралишта и нови сали кои што се во изградба. Не е исто реконструкција и подолу го пише изградба на спортска сала. Ова е нешто друго. Значи програмата не ја пишат советниците, не ја пиши советот, ја спрема општинската администрација. И достате со тие манипулации меѓу нас колегите дека спинуваме. Ова е читање и прашуваме сега. Јас мислам дека председателка еднаш треба да завршиме со ваквите работи на ниско ниво на комуникација. Тоа што пиши, тоа го читаме. Реконструкција на кров на спортска сала, реконструкција на тоалети, велосипедски патеки и така натаму. Тоа пиши. И сумата наведена колку е. А што се мислело, кој правил, што правил, то видовме вчера на седница добро мислење.
Добро, кај нас едно пиши, друго се прави. Повелете. Значи, еве го и договорот, јас го гледам Значи, договорот. колега, ние овде разгледваме буџет на општина Битола. Така, сумата Во која што ставката, спомнавте, во буџетот пишува реконструкција на кров. Сумата е Отворете точно ја. наведена. Ама Јас отворете ја ја имам ставката. отворено и ја гледам тука. Значи, еве, договорот пиши, во договорот. Ама кој договор? Реконструкција Ние на објект број разгледуваме 1. буџет на општина Спортска Битола. сала. Во буџетот Добро. не пишува Можете да го изградба. сакате да зборувате, не е реконструкција на кров 37 милиони денари. Па зато прашуваме зашто Добро. пиши 37 Еве, милиони, јас а ви не е појаснив. реконструкција, па нека си го Неколку попрат. пати немаат кажано и Ма мислам не дека треба да ни кажат. Ајде, ние тука ќе видиме. Кажете ми, пошто буџетот е јавно објавен на страната на општина Битола, ќе го отвори некој граѓанин. Добро. Кој ќе му објасни него дека затоа не се е кровот? комисиите. Значи, Ви колега, објаснав. зборуваме да се смени ставката, значи Добро, називот ако на има ставката. техничка можност, нека ја смени. Па сега тоа Благице прашуваме и ние. готово. 21 ден го имаме буџетот и 21 ден граѓаните читат дека 37 милиони треба да се дадат за кровот. Нигде не пише изградба. Тоа е проблемот. И не е то лажна вест или манипулација, тоа е напишано на официјална страна на општина Битола или односно во официјален документ буџет на општина Битола. Повелете. Повелете. Имав уште едно прашање. Значи, буџетот за урбанистичко планирање за 2024 година беше 6 милиони 720 илјади денари, од кои за жал 4 милиони извадовме, пошто немавме ништо реализирано во урбанизмот, и ги додадовме во ребалансот. И во програмата која ни беше доставена за урбанизам, новиот буџет беше 5 милиони и 200 денари. Сега вие споменавте програма за урбанистичко планирање 10 милиони 820. Во програмата, во засебната програма, која вчера ја разгледувавме, сумата беше 5 милиони и 200. Буџетот за урбанистичко планирање. А вие денес во вашето излагање спомнавте 10 милиони 820. Дали е грешка или... Вака, прво во образложението пишува дека програмата F1 урбанистичко планирање има вкупна вредност од 10 милиони 200 илјади денари, од кои 9 милиони се за изработка на просторни урбанистички планови и 1 милион и 200 се договорни услуги за исплата на Комисијата за урбанизам. Значи 10 милиони и 200 и во образложението стои. Во посебните програми кои што ви ги даваат, значи овие средства за изработка на просторни урбанистички планови, овие 9 милиони денари ги користат две оделенија засебни. Едно користи оделението за урбанизам, кај раководителот Христијан, и другите ги користат во економски развој, кај колегата Шишкин за изготвување на ГУПот. Значи, то се две различни оделенија. Исто така и тоа ми беше дискутабилно. Досега во програмата за урбанизам не се спомнуваше ГУПот, бидејќи тоа го разјаснивме уште пред известен број, може и пред 2 години, кога се отпочна со ГУП. ГУПот беше даден како ставка во економски развој, во програмата за економски развој. Годинава, за прв пат, еве ја програмата пред мене, сега ќе ви кажам, имаме генерален урбанистички план на Битола, кој стои во програмата за изработка на урбанистички планови, која не е во одделението за економски развој. Ние немаме поставки овде колку за што е предвидено од оваа програма, бидејќи 80% од оваа програма си ја финансираат самите нарачатели, пошто и приватни нарачатели имаме, и останува во делот за генерално урбанистичко планирање спорниот план кој го имавме вчера за измени и дополнување на ГУП, кој исто така си го финансираат нарачателите на планот. Меѓутоа, во ланската програма генерален урбанистички план за град Битола стоеше во програмата за економски развој. Вака, и сега во од различни програми, откако ќе се донеси буџетот, сакам
поназад да се вратам, дека откако ќе се донеси буџетот, колегите кои имаат соодветни програми или обврски од претходни години, значи со решение од градоначалник се задолжуваат со средствата кои треба да ги исплатат. Урбанистички планови не може да биде во друга програма, освен во програмата F1, но затоа може со решение градоначалникот потоа да го задолжи колегата и од економски развој да ги користи тие средства и од оделение за урбанизам. Инаку оделението за економски развој спаѓа во секторот за јавни дејности. Но тој има обврска ГУПот да го изготвува неколку години и секоја година треба да се има планирано средства за исплата на обврските по основ на таа изработка на ГУПот. Значи јас многу просто прашувам, то сето ми беше јасно. Да. Во ланската програма за урбанистичко планирање, во во генерални урбанистички планови немаме точка изработка на генерален урбанистички план на Битола. Тоа беше јасно и овде сите одлучивме дека ќе го прави одделението за економски развој. Да, но мора да испланираме средства за да му платиме на јавното предпријатие. Јас ве разбирам. Лани не планиравме да платиме средства на јавното Планирано предпријатие. беше, како не? Затоа што овде немаме ставка лани генерален урбанистички план. Не знам зошто нема, меѓутоа имавме планирано средства обврски за плаќање. Затоа што Да, јас јас кога истото прашав сакам да каде го прашам, генералниот зашто нема, урбанистички план, предвидени. да, извините, Да, истото председател. сакам да... Генералниот урбанистички план лани беше предвиден со средства од економски развој. И се сложивме, ми стана јасно и во ред беше и затоа го немаше во програмата за урбанистичко планирање. Годинава во тие енормно намалени средства, значи веќе не знам што е помалце од урбанизмо во општина Битола за плаќање, како најнебитен да е, а од него ни зависи развојот на градот, ние го додаваме и генералниот урбанистички план. Заради обврска што има, бидејќи секоја година има обврска да се плаќа. Па имало и лани, Да, имаше и лани, да. од ја нема. То не знам. Добро, благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете. Дали овој претход во биланс на приходи гледам? Дали овој претходен буџет е оној буџет што се планираше во ноември 2023 година? Или што се ребалансите овде земани? Не, ова е последниот што го донесовме со вториот ребаланс, што беше во 11 месец, да. Значи ова не е... Да. Таа е претходен буџет мора да внесваме и да ја внесеме Добро. последна скроз состојба во која што е затегнат буџетот од 2024. Добро. То да го расчистиме во мозокот дека е така. Имам неколку прашања. Во даночни приходи имаме доноци на имот. И колегата праша зошто е толку зголемен, кога се намалени даночните стапки. Ме интересира, во решенија, имате повеќе решенија во бројка од... Не, значи, ви кажав дека наплатата ни е зголемена. Значи, заради тоа, зголемуваме во износите, не за тоа што ги зголемуваме даноците, туку заради тоа што имаме поголема наплата. А поголема наплата се потруди даночното оделение, по основ, значи, на упомени, по основ на електронскиот систем за наплата, донесовме и банка во општината на барање на граѓаните да можат се со цел да можат да се ги платат даноците. Имаме поголема наплата. Даноци на специфични услуги. Тука има два елементи, тоа е осветлението, кој што каде што зборуваме дека комуналната такса е 15 милиони. Uh, 15 милиони. 120 милиони денари е таксата за јавно осветление. Разликата да не е 15 милиони.
Чекај, кој конто беше ова? 717. Кај го гледам Благицето, на кој конто? го гледаш? Ставката ви е 717, 116. Да, разликата ви е 15 милиони 15 денари, милиони. да. Од што се случи ова зголемување? Значи, кај јавното осветление, исто така, Евана редовно си ги наплаќа, знаете, и од граѓаните, и од фирмите, средствата за улично осветление, но овде имаме зголемување од причина што, еве видовте во развојната програма, имаме поставување на нови сијалични места, ново улично осветление на одредени улици, па таму се планира дека ќе И исто така Има и наплата. имаме тука зголемување од комунална такса за комунали што се плаќа. за надоместокот за уредување на градежно Да. земјиште, да. А, Добивме информации дека има многу заинтересирано за градење и со Се тоа големи бројот во големи Да. бројот на Баратели. градежни дозволи што се не за баратели, за градежни дозволи што се да, дале. да. И колку е, колкав е тој број? Јас не зголем? можам да ви кажам, можете да побарате информација од одделението за урбанизам. А валда му е на колегиве, мене не ми е толку зголемена работа. Ајде на неданочните. Такси на доместоци, мислам ова со Борче го зборавте. Чекај да видам. 723. Целодневна и предшколска грижа. Ме интересира. 723, 111 куна. Тие се средства кај корисниците, гледате во колоната се кај приходи од самофинансирачки активности. Си ги предлагат и си ги планират средствата буџетските корисници. Тоа се основните, средните училишта, старскиот дом, градинките. Најчесто ова ставка ја користат градинките. А што е ова ставка? Што значи ова целодневна и предшколска грижа? Ставката обично ја користат градинките за родителите кои плаќаат за децата да им се згрижат во градинките. Како престои точно? Да. Како за градинка. Да. Во престој во градинка. Ама кој ги плаќа тие средства? Делите што си плаќаат секој месец за децата да му одат во градинка. Зато тие си планираат средства во самофинансирачки активности, како приход. Значи се Ама зголемиле не сад деца, градинка се од зголеми престои се. бројот на децата што тие одат таму, така? И тука Благица овие одат на самофинансирачка сметка на Во самофинансирачки си ги кај наплаќаат. градинките, така. Си ги наплаќаат градинките во самофинансирање. Знаете вие што имате деца во градинка? Да. Добро. Марица, знаеш зошто прашувам? Затоа што мислам дека бројот на ученици не се зголемва. Ако е за школите, ако е во градинките, одреден е бројот на деца што можат да бидат запишани во градинките. Значи, ограничувања постојат. Не може како ќе му текни потребите, какви му се. Добро, значи зато прашувам да се образува. И за закупнината на општинскиот имот. Се зголемува, чекај да видам да ти кажам кој конто е тоа. Од 10 на 15 милиони Да. денари. Да. Во моментот Имаме даено имот под закуп. имаме наш имот кој што ни е даен под закуп. Кој е тој имот? Таму варама што дававме, што носевме одлуки? Значи, ако сакате поднесете барање, ќе ви известиме. Имаш. За кој? Написано. Каде? Може, повелете. Само уште нешто не прашав. Кога имавте ви образлагање, имаше точка средства за надзор на проектот Smart for You 2.
за во изведба на шо проекција конкретно реализираме од Smart for You, за да имаме надзор? Значи, во буџетот, во предлог буџетот, се уште се планираат средства од проектот Смарт за ТБ2. Координаторката ни достави план кој што смета дека ќе го реализира во наредната година или треба да го дореализира. И, планот му е распределен во повеќе програми, во зависност од дали се работи за градежни работи или за тековно оперативни расходи. Ако сакате, можам конкретно да ви кажам во кои програми. Не, јас ве разбрав дека за надзор на објекте и затоа прашував конкретно кој објект го работиме според овој проект. Благодарам. А кој објект го работиме од Smart for You? Таму има за изградба на На кој објект? момент сега ќе. Не знам дека имаме ние некоја нова одлука за некој нов објект. Извинете. Има тука ставка предвидено, значи од координаторката 482.120 изградба на улици, патишта, автопати, 24 милиони 462.293, има реконструкција на улици и патишта 942.326. Координаторката улици ќе гради? Координаторката е должна да ни достави финансиски план за Ама реализација не на разбирам активности. кои улици. Ке треба да ја повикате неа и да ја прашате. Не, јас стварно не се сеќавам дека сме донесле одлука за изградба на улици и за некој координатор и за напренамена и не стварно не ми е јасно што читате. Ова е план, значи за проектот Смарт за ТБ2. Ама во А Смарт за конкретно- ТБ2 јас не се сеќавам дека имаше изградба на улици. Имаше улици на Добро. Баир. На Баир кои се- беа да, тие кои се за колку што знам, завршени, јас завршени се тие улици. Значи други улици не знам. Уште тие улици ќе ги работиме. Тоа сакав да прашам дека предвидени нови улици јас На Баир не беа од Smart for You, беа Беа преку другиот проект беа. Од другиот проект, да, од Не беа Козве. преку- Од проектот Баир. Баир. Значи За не беа Smart од for You Smart- не знам дали имаш улици, да не грешам. Смарт беше само парк. И почна да се прават велосипедски. Јас и тоа без одлука. Еве ако не е така, слободно поправите ме. Стварно ме интересира кои улици ќе ги правите со Смарт. Ако може барем написмено да ни доставите до седница, ако не знаете сега. Значи ќе известам координаторката Стварно, да ви мислам, достави образложение. Сакам да знаеме кои улици ќе ги правиме со Smart for You. Во ред, ќе му речам на Прв пат слушам. координаторката. Јас не планирав. Колешката уште има прашања? Ајде, после. Вака сега на расходите малце ќе одиме. Стоки и услуги. Тука, например, струјата, водата, ѓубрето, ситниот инвентар, сите тие се со намалени вредности. За разлика од 7 месец ланска година, кога го имавме првиот ребаланс, кога беа енормно зголемени. А тоа и постојат ребалансите. Значи се она што во текот на годината ќе се јави негде отстапки во некој конта, за да можат да се Добро. да се испланираат со помош на Не мислам измените дека и електричната дополнувањата. енергија ќе се поевтини. Ќе се поскапи, значи требаше поголеми да имате, не помали. Не мислам дека водата ќе се намали, не мислам дека сметките за ѓубре ќе дојдат поевтини за тоа. Превоз во образование. Значи беа 57 милиони и 600, а сега се 47 милиони. Прво, дали точно ги кажувам овие, не знам. Да не е обратно.
Да не сум јас грешка. 57 биле со претходен буџет, Така, сега се сега во се сите намалени. ставки од сите сметки Се 47 намалени. 375. Така, значи добро е. Јас мислам дека вчера следувавте или некни кога беше програмата за образование, требаше таму да го поставите прашањето. Оти Па, кај еве сега јас само го технички ги поставувам обработувам другото овие прашање. информации. Значи Поставам не можам друго да знам, прашање. јас има посебно оделение за образование. Значи, Тие знам. си прават анализа и јас само технички ги обработувам. Овие не можам да му знам да му се мешам Добро. во математиката. Други договорни услуги исто се намалени за 5 милиони. Други договорни услуги имате во сите скоро програми. Имате и во родова еднаквост, и во Ја знам дека животна има. средина Зошто имате. се намалени, на пример? Помалце ангажман ќе има. Треба да знам во на која надворешни? програма, треба да одиме програма по програма па да видиме кај се намалени. Добро, не мора да одиме. Овие трансферите при пензионирање, за кои се однесуваат најпоќе? За овие од училиштата? Кажа во образложението, во програмата Е0 општинска администрација се однесуваат на вработените во општинската администрација. А во другите програми N1, N2, V1, V2 се за вработените по установите, буџетските Добро. установи. Во теков на оперативните поставки што ги имате, например, овие што се на други материјали и други трансфери. Овие се збир од сите програми? Бир се од сите програми, да. Добро. Немам друго што да прашам. Толку. Јас може не убо разбрав, колешката го прашваше чисто да разјасниме. Има предвидени пари за ГУПот во буџетот или не? Да, има. Тока е? 5 милиони денари во програмата урбанистичко планирање. Тока е ГУПот? Ке биде до крајот на овој мандат? Јас то не можам да го А кажам. исплатата Златан. тока е? Имаме за исплата ова година, другата година, така ми се чини 2-3 години беа со ред за во договорот. А до сега имаме исплатено нешто? Да, имаме исплата. Значи имаме уште 3 години за исплата. Уште не 3 години беа вкупно, мислам, за исплата. Во договорот се не се сеќавам точно, не ме фаќајте за збор, ако Значи сакате, имаме ќе ви ова, кажам. следната и друга. Тоа се 3. И ако имаме предходно исплатени, Не, предходно имавме 2023 почнавме, 24 и 25. Да, не беа цела година, да. добро, Не се немате започна. значи информација дали ќе се заврши годинава. Немам, не. Добро, јас вака сега имам еден предлог, чекав денес да дојде комисијата, бидејќи не знам во која програма може да се сврсти, се работи за, бидејќи сите сакаме и гледаме дека и градоначалникот е секој ден на такви настанија и ние треба да одиме чекор напред. Имам едно барање до вас како администрација, најверојатно во ставка услуги, други услуги, се поправите ме, бидејќи јас не ги знам точно ставките каде би можело да се смести, се работи за усовременување на Советот во смисла на дигитализација, односно се работи за услуги за дигитализација и транскрипција на текст. Сметам дека е време побрзо да ги добиваме записниците, побрзо и полесно да стигнуваме до тие информации и секако
обезбедувањето на вакви средства би значило и дополнителна дигитализација понатаму и на самиот совет. Кога велам дополнителна, зборувам и за други надградби. Затоа барам да ми кажете, ќе го побарам и како амандман, да се обезбедат 600.000 денари за услуга за дигитализација, односно транскрипција на текст. Со оглед на тоа што се работи за дигитализација, Значи не зборувам за софтвер, бидејќи не знам дали би било тоа софтвер или би било само услуга, затоа велам услуга. добро, ќе се консултирам јас со IT. Јас барам да го гласаме колегите. како амандман, па ќе ве замолам до понеделник да ми кажете ако треба да го побараме и во некоја, секако прво ако биде изгласан, меѓутоа и да не е денес изгласан, би сакала да ми кажете во која програма понеделник да побарам да биде сместен, или ако нема потреба во програма, тогаш на самата седница на буџетот. Во ред. Значи, кој е за ваквиот предлог? Би сакала да го гласаме. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Значи, ќе ве замолам само тоа. Немам други прашања. Повелете, колега. Да, ви благодарам, председателке. Сега баш за колешките што прашуваја и вие за Smart for You, дали има некаква измена, тогаш на комисија за финансии побарав нели да не го пратат целокупниот буџет на проектот Smart for You 2. Тогаш ми го пратил Владимир Костурски на 10.1.2022 година, каде што е предвидено, значи активност, која што тогаш беше парк, и има реконструкција на страничниот влез на музеот од Битола. Тоа е делот од Партизанска улица која се влегува десно, тоа цело што е со земја и со чакал isfрлано, тоа до градчето Пејтон фактички да биде како пешачка патека и уредување на влезот. Тоа е таа активност што се предвидени тие финансиски средства. Баш сега го гледав и во justification of the budget, што е напишано во буџетот, тоа што ни го пратил вработениот, тоа е објаснето. Се е тоа во ред, меѓутоа не велите цело време дека се изгубени парите, дека е пропаднат проектот? Збораваме Се за пропаднато или оваа не? активност. Ама општо зборам. Нели цело време велите дека се е пропаднато, значи не е пропаднато. Оваа активност е наведена со буџет. Овие 399.000 евра за што беа набранети за велосипедските патеки се пропаднати. За парк што беа, не за велосипедски патеки, за парк. Инаку да се надоврзам на колегата, меѓутоа можеби не знае да ни одговори, инаку јас имам прашање како може во Штип за 7 километри велосипедски патеки на непостоечка инфраструктура да чинат 10 милиони денари, а во Битола за 4,5 километри на постоечка инфраструктура правиме велосипедски патеки за 28 милиони. Толкава е вкупната сума на велосипедските патеки. Така? Еве, колешката е архитект, па нека ме просветли. Вака да ви кажам, јас ги гледав сумите, од прилика ниди нас околу 100 евра од 100-110 од метро должно и со ископување тука е негде реалната сума. Во Штип што направиле, не знам. Во ред, немам други прашања. Ако има некој друг, повелете. Благодарам председателке, Благица, само едно прашање. Реконструкција на боксерската сала и реконструкција на јужната трибина. Дали ќе се работат со средства од владата тие два проекти, ме интересира? Да. Преку Министерство за спорт, шторат, така? Да, преку Министерство за спорт. Благодарам. Некој друг? Повелете. Уште едно дополнително само во однос на изградбата на детската градинка Арама. Гледаме 30 милиони ова година и наредното ще 60, значи 90 милиони. Се моментално нема активности, исплаќаме тековно, работиме, има нешто и застој. Да, плаќаме тековно, како што се одбиват Значи нямаме градежните. застој околу тие работи, нямаме Не. прекинат тендер, нямаме Не. ништо. Добро. Сега мислам следи втора фаза или како ја викаат. Небитно, не е битно, затоа што гледам дека има предвидени, меѓутоа Да. се уште нема Плаќаме активност, како рекол што дали... се одвиваат фазите, така си плаќаме. Благодарам.
Благодарам. Некој друг прашање? Доколку немате, минуваме на гласање. Точка број 1. Предлог буџет на општина Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. Точка број 2. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. Точка број 3. Буџетски календар за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 4. Предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Констатирам дека комисијата е завршена.